Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за беклеточно активирање. Значи, овдека имаме една наивна беклетка, која на својата површина има имуноглобулин М и имуноглобулин Д. Сега да речеме дека во околната средина ќе се најде некој антиген кој е специфичен за тоа антитело и ќе се поврзе. Ако имаме поврзување, имуноглобулинскиот алфа-бета хетеродимер ќе прати сигнал и тоа ќе натера клетката да пролиферира, односно се добијат многу клонови од оваа клетка. Околу 5000 клонови може да се добијат за една недела, но освен пролиферација, и исто така ќе се диференцираат. Ќе се добијат плазма клетки и ќе се добијат мемориски клетки. Плазма клетки ќе ги бележиме на некој начин вака, слично како макрофаги, додека мемориските ќе изгледаат налику обични Б клетки, кои ќе го носат специфичното антитело. Плазма клеткиве знаеме дека ќе секретираат, односно ќе излучуваат секретирани имуноглобулини во околната средина, кои беа потребни за хуморалниот имунитет. Добро, до сега неколку пати спомнавме во претходните видеа дека за активација не е потребен еден сигнал, потребни се повеќе сигнали. Но во овој случај ја реков дека активацијата се случи само со еден сигнал. Тоа е и точно, но и не е точно. И сега ќе објасниме. Значи, за да се случеше активација, главно беа потребни и Т клетки кои ќе го препознаеа соодветниот антиген. Така да речеме дека ова овдека е Т клетка и сега овој антиген така бил презентиран овдека на МХЦ молекула и сега тој да речеме дека е препознаен од страна на Т клетка. И нормално Т клетка ќе излучи одредени цитокини, така значи ќе излучи одредени цитокини, одека имаме и други некои костимулаторни молекули и тоа се ќе се однесува како втор сигнал, така како втор сигнал кој ќе овозможи активација на Б клетката. Но дали Т клетката ќе биде секогаш потребна за активација Б клетката? Одговорот е не. Значи Т клетката е потребна за активација само ако антигенов, така значи ако антигенов е протеин, ако антигенот е протеин, вака ќе бележиме со зелена боја, во тој случај тој ќе може да биде преработен и да биде презентиран на МХЦ. Така, и ќе биде препознаен од класичната Т клетка на основа од алфа-бета. Но, ако антигенот не е протеин, да речеме дека тоа е липополисахарид, ќе обрежеме со жолта боја, липополисахарид, во тој случај тој нема да биде преработен и нема да биде презентиран на МХЦ. Но, Б клетката сепак повторно може да се активира. Значи, постојат антигени кои можат да предизвикаат Б клеточна активација без потреба на Т клетки. Односно, тоа сега ќе го запишеме вака. Антигени, вака. Антигени кои предизвикуваат активација на Б, каде што немаме потреба на Т клетки, значи без Т клетки, се класифицираат како Т независни. Така, или тимус индепендент. Ама ја Т-то сакам да си го сметам како Т клетка, иако всушност името е тимус независни. Значи Т независни или индепендент. Значи Т независни. Но ако активацијата бара Т, така значи ќе речеме со Т клетка, во тој случај тие антигени се тимус зависни. Ќе збориме понатаму кои антигени се Т независни, кои антигени се Т зависни, но сега само да спомнеме дека ако имаме антиген за чија активација е потребна Т клетка, односно Т зависни, во тој случај активацијата ќе ни даде плазма и мемориски клетки и ќе трае поспоро. Така значи активацијата за која се потребни Т клетки е поспора, но е попотентна. Односно, што се случува? Се добиваат антитела кои што може да имаат други тешки синџири. Односно, кај Т зависни можеме да имаме клас switching. Така, бидејќи Т клетките може да го модулираат одговорот. Нели имавме различни субтипови на Т клетки и сега например Т клетката им вика сега ми требаат имуноглобулини А, така, или имуноглобулини Е. И може да промени какви имуноглобулини ќе прави. И плюс колку подолго време прави имуноглобулини,
тие ќе имаат подобар афинитет. Значи ќе има еден феномен кој ќе го разгледаме, афинитетно зрење, кој се нарекува. Значи афинитетно зрење, додека ако имаме те независна активација, во тој случај таа е побрза, да, значи таа е рапидна, брза, но е слаба на некој начин. Ќе имаме создавање на имуноглобулини М, но тие ќе бидат многу пократко вечни, така значи ќе имаат пониско T1,5, значи half-life, и нема да имаат class switching, нема да имаат афинитетно зрење. Така, да, имаат брз одговор, но не е толку силен одговор. И затоа обично сакаме те зависна активација. Инаку, различни субсетови на Б клетки, нели ги разгледавме B1, B2, тие таму нели тука спаѓаа овие фоликуларни маргинални, ќе одговарат, односно ќе бидат различно активирани. Некои повеќе сака да бидат те зависно, некои те независно активирани, и ќе разгледаме тоа понатаму. Сега ќе видиме како се пренесуваат активирачките сигнали. Главно ќе се задржиме на те независни активирачки сигнали, сега ќе објаснам зошто. Инаку пред да продолжите, убаво би било да го гледате Т-клеточно сигнализирање, бидејќи во голем дел е исто со Б-клеточно сигнализирање. Нормално има некои разлики, но ако би го гледале Т-клеточно сигнализирање, ова би било многу полесно. Сега, овдека ако имаме една мембрана, така на незе имаме имуноглобулин. Каде што имуноглобулинот знаеме дека има многу кратки цитоплазматични опашки и затоа не може да служи за пренесување на сигнали, но затоа покрај имуноглобулинот имаме имуноглобулин алфа со имуноглобулин бета хетеродимер кој служи за пренесување на сигналот. И овие заедно го градат Б-клеточниот рецепторен комплекс. Така градат БЦР. Нормално тука има и други молекули кои ќе ги разгледаме. Но сега да видиме што се случува кај те зависно пренесување на активирачки сигнали. Наречеме дека овој имуноглобулин ќе се сретне со некој антиген, окей? И ова сретнување ќе изврши конформациона промена на имуноглобулинот, така ќе ја смени некако си сега структурата, да речеме некако сега ќе биде вака подрукше, и тоа ќе предизвика доближување на некои си СРЦ кинази. Да речеме тука били, сега тие некако се активирале, значи вие СРЦ кинази, и сега тие извршиле фосфорилација на итам регионите кои се наоѓаат на опашките на имуноглобулин алфа и бета. Така овдека значи имавме итам региони. Итам регионите стоја за имунорецептор тирозин базирани активирачки мотиви. Океј? Значи, сега се врши фосфорилација на тие итам региони, до овие жолтите точки се фосфори од страна на СРЦ киназите, и тука ќе дојдат некои си други адапторни протеини, но поентата е, сигналот што ќе се образува нема да биде некој си многу силен сигнал. Значи, овој сигнал нема да биде некој си многу силен сигнал, него ќе доведе до активирање на некои си протеини кои ќе овозможат интернализирање на овој антиген. Односно, што ќе се случи, сега го нацртал ова уште попросто, ќе се направи везикула која ќе иде кон навнатре, со антителото овдека која ќе биде прикачено со антигенот. Нормално и со тек на време, нели, ќе се создаде везикула која ќе биде од внатрешната страна. И ова сега ќе биде пренесено и каде што внатре во клетката, каде што антигенов ќе треба да биде преработен. Нормално антителата ќе се вратат, ги видовме како рециркулираат кога зборевме за МХЦ молекули, но антигенот ќе биде однесен и ќе биде преработен. Така, значи ќе биде преработен и после преработувањето ќе биде презентиран, значи ќе биде презентирана мембраната со МХЦ молекула. Океј, значи ова го разгледавме кај МХЦ, сега многу онака симплифицирано само го објаснувам. Океј, значи ќе биде презентирана МХЦ. И овдека ќе немаме активација на клетката. Значи клеткава сега не е активирана. Едноставно само приметила некој си антиген, примила еден сигнал и го презентирала на МХЦ молекула. Да, примила на некој си сигнал овдека кој овозможува некаква си мала пролиферација, така и некоја си диференцијација, но не е нешто тоа значајно. И ние викаме таа не е активирана. И ова е всушност те зависната активација. Така, потоа, за да биде вистински активирана, овдека требаше да дојде те клетка која ќе го препознае ова и дали ќе прати втор сигнал. И затоа ние нема да се задржиме на тоа, него ние ќе збориме за те независна, односно како се пренесуваат активирачките сигнали кај те независна активација. Значи ова нека стои овдека и се поместиме вака на страна.
Добро, да видиме што имаме сега овде. Овие со виолетова боја нормално се имуноглобулини М, тоа е прилично јасно. Тоа со сина боја, десно од нив, се имуноглобулин алфа-бета хетеродимерите кои служеа за праќање на сигнали бидејќи имаат полуги цитоплазматични опашки и имаат итам региони на нив, така нели итам беа имунорецептор тирозински базирани активирачки мотиви, а ова помеѓу нив се СРЦ кинази. Значи кинази беа ензими кои додаваа фосфори. Така, при додавањето на фосфори најчесто активираат други протеини, односно други ензими, или пак вршат некакви си конформацијски промени кои возможуваат прикачување на други адапторни протеини. А ова лево, што го имаме од левиот имуноглобулин М, е еден комплекс на корецептори. Значи овие се беклеточни корецептори. Како што имавме CD4 или CD8 кај Т-клетките, овдека имаме еден комплекс на корецептори кои што служат или за пренесување на сигнали. Например, CD19 има 6 итам региони. Океј, значи има 6 тирозински резидуи на кои може да се додадат фосфори. Така, бидејќи СРЦ киназиве всушност се тирозински кинази. Океј, значи они се тирозински кинази, тоа значи като даваат фосфори на тирозински резидуи, на тирозински аминокиселини. Па CD19 има 6 вакви тирозини во цитоплазматичната опашка, значи има 6 места врз кои може да се додадат фосфори. И тоа многу ќе помогне при праќање на сигналот. Многу ќе го појача сигналот на некој си начин. CR2 кој е всушност комплемент рецептор 2, има и некој CD број, не е сега толку битен, ќе служи за на некој си начин зголемувајќи го афинитетот на антителото за антигенот. Бидејќи на самиот антиген може да имаме молекули од системот на комплемент, особено C3b или пак некои деградациони продукти на C3b. И ќе видиме како е тоа всушност битно, ама главно е дека CR2 ќе помогне при поврзувањето на антиген со антитело. И го имаме тапа, дел од корецепторите. Овој нема некоја си многу посебна функција за која ќе збориме. Само знам дека имаше еден пост во Medicinary Support Group со баш оваа слика, само што беше од книгата и беше нешто за како ти е денот или не знам, некако така и беше тапа. Значи тоа може да ќе ви помогне ако запамтите, не знам, но окей. Инаку постои инхибиторен корецептор, сега не е толку битен, ајде, ќе обележам за секој случај, да го заборавам после. Значи постои инхибиторен корецептор кој е всушност CD22. Ќе збориме после за него. Значи сега не е толку битен, но овие лево беа стимулаторни корецептори, овој десно е инхибиторен корецептор. Ако повлечеме некои паралели со Т-клеточно сигнализирање, ова е аналогно на Т-клеточен рецептор, ова е аналогно на ZZ од CD3, ова е аналогно на PP6 LCK, така. Значи, добро, овие се аналогни на CD4 или CD8. Значи, има многу сличности помеѓу Т-клетките и Б-клетките и во однос на сигнализирањето. И многу ќе ви помогне ако прилично го гледате видеото за Т-клеточно сигнализирање. Но, окей. Ајде сега да започнеме. Сега, зошто ја нацртав две антитела? Поради тоа што, за да имаме независна Б-клеточна активација, потребно ни е многу силен сигнал. А многу силен сигнал можеме да добиеме само ако имаме крос-линкинг на многу антитела. Сега нормално ја дека само две сум нацртал, но во вистински тоа би биле многу повеќе антитела. Сега ја ќе тропнам некој број, нема врска, 10 антитела, треба да имаме крос-линкинг помеѓу 10 антитела, за да имаме доволно силен сигнал. Додека во преходниот пример, да, нацртав едно антитело, но не мора да е едно, да речеме дека се 3 антитела, имаме крос-линкинг помеѓу 3 антитела, тоа не е доволно силен сигнал. И таму беше потребно учество на Т-клетки. Додека овде, сега нормално јас сум нацртал 2, нема логика да цртам 10, потребни ни се, пример, 10 антитела и сите да направат крос-линкинг со цел да имаме доволно силен сигнал. Сега, каков антиген може да предизвика асемблирање, сомбирање барем на 10 антитела? Тоа е некој си антиген кој има многу повторувачки епитопи, кои што се исти по својата површина, односно да биде мултивалентен. Сега, мултивалентни антигени најчесто се полисахаридите.
И затоа полисахаридите се најчесто заложни за тенезависно клеточно активирање. Или може и да бидат протеини, како флагелин, да има многу повторувачки единици. Така, значи да има многу епитопи и да е долг. Сега, ако нацртаме еден антиген кој е долг, кој не е протеин, или може да е протеин, но сепак да биде долг, кој што има епитопи кои се повторуваат. Така, например, епитопите се повторуваат на некои си растојанија. Сега ја само ќе бележам два епитопа. Океј, да речеме дека едниот епитоп се наоѓа овде, дека другиот епитоп се наоѓа овде. Океј, или ќе ставиме уште два епитопа, за некој не се направи паметен и да каже некој си прашање. Мислам, ќе објаснам што. И сега, имаме вакви 4 епитопа. Океј. И сега, да речеме, ова сака со ова се поврзе, ова со ова, ова со ова, ова со ова. Логично. За овие две има отприлика растојание. Например, за овие две вака може да се спојат. Ама ако овие две се споени овде, во тој случај, овоа антиген врзувачко место ќе биде многу далеку од овој епитоп. Значи сега ако би го нацртал, тоа би изгледало на овој си начин. Сега ќе го нацртам вака. И овдека ќе биде едното антиген врзувачко место, тука другото, тука третото и тука четвртото. Сега, да речеме дека ова сака со ова да се врзе. Океј, сега е далеко. Но, овој антиген не е скроз фиксиран, тој се движи. Така се движи. Мислам, оно ќе остане фиксиран на овие две точки, но тој се движи. И како што се движи, антитело, бидејќи самото антитело не е фиксирано, оно се наоѓа на еден липиден сплав се вика, тука не е представен, но има некои липидни славови, липид рафтс. Антитело може да се движи, така заедно со антигенот, како што си плива надвор. И сега, ова бидејќи го привлекува, оно се движи така како него. И како што се движи, како што го носи ова антитело натаму, со тек на време, овие антитела ќе дојдат поблизу. И со тоа, сите овие овдека протеински молекули кои се наоѓаат близу асоцирани на нив, ќе дојдат поблизу едни до други. Значи, сие ова ќе дојде поблизу едно до друго. Логично? Сега, кога се тоа ќе дојде поблизу едно до друго, ево ќе го избришам вака зашто пречи, ќе дојдат многу протеини во интеракција. И тоа не е битно. Бидејќи овие СРЦ кинази сега, кога ќе дојдат близу до овие итам региони, они ќе ги фосфорилираат. Односно, сега тука ќе ставам фосфори. Тука ќе ставам еден фосфор и тука ќе ставам фосфор. Овие жолтите точки се фосфори. Нормално исто ќе се случи и на другиот бета, алфа бета хетеродимер, бидејќи тука некои си други кинази дошле од некој си друго антитело. Значи тука ќе ставам вака 3 фосфори и 3 фосфори овде. Океј? И некој си фосфор овде. Зошто да не? Значи сега додаваме вакви фосфори. На овие вакви итам региони на кои се додадени фосфори, сега менуваат конформацијата на тој начин што сега на нив може да се прикачат други адапторни протеини. И се прикачува тирозинска киназа СИК, која ќе бележиме, не знам, со портокалова боја. Значи ќе се прикачи тирозинска киназа наречена СИК. Сега самата таа исто е фосфорилирана од страна на СРЦ киназите. Бидејќи нормално сите овие се наоѓаат овдека близу. Сега може да нацртам и од оваа страна, да ви изгледа пологично, но едноставно ќе беше се многу збиено. Сега од овие СРЦ кинази и на неизе се додава фосфор. Така, сега и на неизе се додава фосфор. Ама и она самата е тирозинска киназа, поради тоа значи дека и она сега ќе може да додава фосфорни на други протеини. А тоа ќе биде првин, ќе се прикачат фосфори, ќе обележиме, веќе не знам кој бој да ги користам, се прикачат фосфори на БЛНК. Значи БЛНК, што е аналогно на SLP76 кај теклетките. Значи, од него сега ќе се прикачат фосфори. Исто така, овие фосфори ќе помогнат за фосфорилација на, кажеме сега тука со некоја друга боја, PLC гама. Значи, PLC, фосфолипаза С гама, исто така ќе се фосфорилира и БТК.
фосфорилира и БТК. И плюс некој фосфори од сик на нив. Така, значи ќе им додадеме тука вака некој фосфор. Иначе ова БТК беше брутонова тирозинска киназа. PLC гама сега ќе влијае врз PIP2 и ќе се добијат две соединенија. Значи ќе се добие диацил глицерол и ќе се добие инозитол трифосфат. Инозитол трифосфатот ќе влијае на ендоплазматичниот ретикулум. Ќе обележиме вака некако. Значи ова дека е ендоплазматичен ретикулум. Значи инозитол трифосфат ќе се врзе и ќе модулира ослободување на калциум. Значи овдека сега ќе се врзе и од тоа место ќе почне да излегува калциум. Нормално и од другите места ќе почне да излегува калциум, а не е една молекула. Например, и тука ќе се врзе и од тука ќе почне да излегува калциум исто така. Сега, овој калциум заедно со диацилглицерол ќе влијае на протеинска киназа С. Значи, вака, овие две сега ќе влијаат на протеинска, со некоја друга боја да ставиме, ќе влијаат на протеинска киназа С, ПКЦ. Таа протеинска киназа С влијае врз ИКБ НФКБ. Значи ќе обележиме со розова боја. Значи ИКБ НФКБ. Така, значи влијае врз него и при трошење на една молекула АТП, која преминува во АДП, го одделува ИКБ од НФКБ. Значи НФКБ си останува, додека ИКБ на него се прикачува фосфор од АТП-то. И сега НФКБ може да служи као транскрипцијски фактор. Ќе го видиме тоа понатаму, но се само вака да го бележим. Овој другиот калциум овде, нормално има многу калциум и јас само два бележав, ќе се врзе заедно со калмодулин и калцинеурин Така, значи, овие три заедно кидат. Нормално има некои си чекори како влегуваат во интеракции, не е толку битно. Каде што калцинеуринот ќе стане активен и ќе влијае врз НФАТ, кој ќе обележиме со розова боја, кој на него има фосфор и ќе му го отстранат тој фосфор, така што тоа што ќе се добие ќе биде само НФАТ. Така, значи, фосфорот ќе си замине. И ова исто така е транскрипцијски фактор. Значи ова исто така е транскрипцијски фактор како НФКБ. Овдека на БЛНК на него се фосфорилираат едни други адапторни протеини кои се нарекуваат GRB2, значи GRB2. И од него после се активира една молекула SOS кои понатаму служат за активирање на RAS. Така, значи ова го зборевме и кај Т-клеточен рецептор. Значи го активираат RAS, односно треба да му додадат фосфор. И од кога ќе му додадат фосфор, од RAS ќе добиеме RAF. Ако кидам сега со бела боја ќе добиеме RAF. Од RAF па се активира MEG. Се активира MAP киназа. Значи MAP киназа, ќе обележиме со некоја друга боја. Значи се активира MAP киназа, која што MAP киназата сега влијае врз ЛК. Значи влијае врз ЛК и додава фосфор. И сега кога има фосфор на нејзе, овој ЛК може да влезе внатре јадрото, да действува како транскрипцијски фактор, па ќе се добие фос, па MAP киназата исто ќе му додаде фосфори на овој фос, така ќе му додаде фосфора, па фос ќе се врзе со јун, кој веќе има фосфор на него. И сега заедно тие може да влијаат врз АП1, така, значи АП1 кој е транскрипцијски фактор. Сега има и некои други работи што се случуваат. Например, со овој PIP3
овдека имаше една киназа која е P3 киназа, така која влијаеше врз PIP2 и го браеше во PIP3. Така, PIP3 влијаеше врз PDK, да, PDK1, мислам дека беше, не сум сигурен. PDK влијаеше врз AKT, од инактивен стануваше во активен AKT и сега тој беше потребен за клеточно преживување. Има куп други патишта кои не ги разгледуваме, кои се овдека испомешани со овие. Но битното е добивме три различни транскрипцијски фактори: NF-kB, NFAT и AP1. Сега тие ќе навлезат натре во јадрото на клетката. Така, значи ќе навлезат натре во јадрото на клетката и ќе регулира транскрипција на одредени гени кои ќе бидат потребни за беклеточна активација. Значи ова е јадрото, они ќе навлезат натре и ќе се надоврзат на некои гени и ќе регулираат транскрипција. Сега да се навратиме малце кај корецепториве за CR2. Значи CR2 некогаш кога ќе имаме поврзување вака на антиген, антигенот доста често на него ќе има прикачено деградационен продукт на C3b. Најчесто тоа ќе биде C3d. Океј. Значи сега ако имаме ваков деградационен продукт кој е прикачен на антигенот, овој рецептор CR2, комплемент рецептор 2, ќе сака да се врзе со него. И поради тоа ќе озголеми афинитетот на поврзување всушност на овој антиген, бидејќи ќе сака да го задржи овдека повеќе. Односно има два рецептори кои го привлекуваат овој антиген. Едниот го привлекува C3D фрагментот кој е прикачен на антигенот, додека другиот го привлекува самиот антиген. И кога имаме како двојно привлекување, и поголеми се шансите дека антигенот ќе застане овдека. И ова е многу битно поради тоа што и при мали концентрации на антиген, така дури 1000 пати помали концентрации, можат да бидат детектирани од антителото наспрема ако го немавме CR2. Значи, ако го имаме CR2, сега лупам бројки, и еден антиген може да биде детектиран. Ако го немавме CR2, во тој случај ќе ни треба 1000 антигени со цел еден да беше детектиран. Значи CR2 многу помага во врзувањето на антигенот со антителото. CD19 едноставно служи како за амплифицирање на сигналот, бидејќи на него може да се прикачи SIG, така овој дека што го разгледавме, и на него може да се прикачи и тоа ќе придонесе за уште поголема активација, но може да се прикачат и други адапторни молекули. Значи служи како еден амплификатор на сигналот. И го имаме во инхибиторен корецептор CD22, кој што и на него се прикачуваат одредени протеини кои го фосфорилираат, така. Значи тука се прикачуваат на него одредени адапторни протеини, па тој врши инхибиција, односно врши дефосфорилација, односно има фосфатазна активност, но не интересира сега тоа толку. Интересно е дека тоа е всушност исто така може и да се врзе со сиалинска киселина. Значи интересен факт, но окей. Сега да надополниме дека кај T independent, значи T независно, ова сега што овдека што го спориме, исто за како дополнително може да се донесе сигнал од pattern recognition рецептор на вроден имун систем, така. Значи оние кои беа toll-like рецепторите, бидејќи они ги имаме и на Б клеткиве. Така, значи овдека сега ќе нацртаме еден toll-like рецептор. Беше вака како прашалник. Така, значи тој сега може да детектира, да го детектира овој овдека што беше од горе антигенов, бидејќи овој не е протеин, а toll-like рецепторите детектира различни работи, зависи кој тој toll-like рецептор збориме, но детектира некои си општи образци, не мора тие да бидат некои си специфични. И сега toll-like рецепторот ќе детектира дека да, стварно имаме некаков си антиген во организмот и тој ќе прати исто така дополнителен сигнал. Така, сега тој сигнал заедно со овие мноштво на други сигнали од многу антитела кои се крос-линкнале сите заедно е доволно за да имаме Т независна клеточна беклеточна активација.
Нормално има и други работи кои може да учествуваат, може да бидат некои цитокини, некои фрагменти од комплементот може да придонесат, бидејќи тука имаме рецептори за комплемент и така натаму. Значи, ако да го бележиме toll-like рецептор. Уште на почеток на видеото спомнавме за те зависни и те независни антигени. Те независните видовме дека предизвикуваат брз одговор, но имуноглобулините што се создаваат се со низок афинитет и краток полуживот. Така исто така и плазма клетките има слабо клас switching, нема создавање на мемориски клетки и така натаму. Додека кај те зависните антигени поспор беше одговорот, но имавме клас switching и имавме афинитетно зреење. Сега ќе спомнеме нешто кои се тие те независни, а кои се те зависни антигени и како се поделени. И прво ќе започнеме со те независни, односно T-independent, кој ќе облежиме само како TI. Значи денеска те independent antigens ги делиме на две класи, тоа се T1, значи T-independent cats и T-independent 2. Во T-independent 1 тука спаѓа липополисахаридот од бактерискиот клеточен зид, значи липополисахарид, а во T-independent 2 тука спаѓаат долги повторливи молекули, како например што е флагелинот. Флагелинот е протеин кој ја гради опашката на бактериите на флагелумот, затоа се нарекува флагелин, логично. Значи тука спаѓа флагелин, некои полисахариди и така натаму. Значи, накратко само ќе пишеме повторливи долги антигени. А во првиот случај беше некои многу чести бактериски компоненти, главно делови од клеточниот зид. Сега, интересно е дека T-independent cats, односно липополисахаридите од клеточниот зид, можат да активираат и Б клетки кои не се специфични за нив. Значи, ова е многу интересно. Односно, активираат поликлонски популации на Б клетки, односно активираат Б клетки кои имаат различни специфичности, за разлика од други антигени кои активираат еден вид на Б клетка, Б клетка која е специфична за тој антиген. Значи, липополисахаридов може да влијае на повеќе различни Б клетки. Ја ќе направам 3 различни Б клетки, каде што првава има антитело кое е специфично за липополисахарид. Така ќе обележиме со иста боја како што е името. Значи има антитело кое е специфично, вторава нема антитело кое е специфично и третава исто нема антитело кое е специфично. Но, интересно е дека овие клетки исто така имаат и toll-like рецептори, нели? Значи толовидниот рецептор кој што го препозна липополисахаридот е всушност toll-like рецептор 4. Значи ова е toll-like рецептор 4. И сега да речеме дека сите овие влегуваат во интеракција со овој липополисахарид. Ја направиме вака како долга линија овдека. И што ќе се случи? Само првава клетка ќе добие сигнал и од Б клеточниот рецептор и од toll-like рецепторот и нормално ќе се активира и ќе почне да продуцира антитела. Така, значи ќе почне да продуцира антитела. Но, интересно е дека и вторава клетка, која не е специфична за липополисахаридот, али тој е детектиран од страна на toll-like рецепторот, исто така ќе се активира и ќе почне да продуцира антитела. Сега, првично со ова кој ќе се сочите си викате, ова е многу глупо. Зошто сега да имаме антитела кои не се специфични за тој антиген? Џабени се. Така, значи ова е всушност лошо да се активираат толку Б клетки и да имаме толку антитела кога не го поврзува тој антиген. Зошто? Ова е, иако е лошо у некој смисол, е и добро. Зошто? Бидејќи овие клетки детектирале само парче од клеточен зид. Тоа значи дека овде некаде има бактерија. Таа бактерија на својата површина има многу антигени. Така. И сега ја намерно ги бележам со соодветна боја. Така што овој антиген можеби ќе биде препознаен од овие антитела и овој антиген може да ќе биде препознаен од овие. Но овие Б клетки уште не ја сретнале бактеријата. Значи, они сретнале само парче од нејзиниот клеточен зид. Иако не се специфични, тоа е знак дека има бактерија. Ако има бактерија, добро е да има повеќе антитела во околната средина, така што некое можеби ќе се фати. Така. Сега нормално, ајде ја дека ќе бележи нешто со виолетова боја, да речеме, немаме антитело за тоа,
Но овие што се создадоа, всушност ќе бидат успешни да се врзат за некои си други антигени за кои клетката се уште не дошла во контакт. Сега најголем дел ќе бидат бескорисни, да речеме дека ќе бележам уште една клетка која ќе создава некои си жолти антитела, а таков антиген немаме на бактеријата, да, тие ќе бидат бескорисни, за џабе ќе се трошат, но во најголем дел од случаите ќе се најде некој антиген за кој ќе може да се врзат. Иако ова може да предизвика и автоимуни заболувања, ако оваа клетка биде активирана од липополисахарид, а е специфична со селф антигени или некоја енергична клетка, но окей. Значи тоа е принципот на кој ти independent kits може да активираат Б клетки. И ова го утврдиле со тоа што земале два глувци, мислам две популации на глувци, каде што едните имале те клетки, другите немале. И ги имунизирале со ваков липополисахарид и двата глувци, двете популации на глувци дале ист имун одговор, иако едните немале те клетки. Ако даваат ист имун одговор, тоа значи дека ова е независно од те клетки и плюс виделе дека потикнале поликлонско активирање, така значи се добило поликлонски антитела, така нели во серумот и така откриле дека ова стварно е вистина. Е сега, T1, T-independent kits, исто така може да активираат и зрели и незрели Б клетки. Така да речеме дека овие се зрела, и ова е зрела, но ова е незрела. Така како Б клетките се многу спремни да одговорат на одредени компоненти од бактериите. Дури и незрелите може да се активираат. Додека T-independent 2 антигените активираат само зрели. Само зрели Б клетки. И активирањето од страна на T-independent 2 беше тоа што го зборевме преходно. Значи долг, повторлив антиген, кој има повеќе епитопи за поврзување и прави крос-линкинг, така значи прави крос-линкинг на повеќе имуноглобулини М. Тој е начинот на кој всушност активираат T-independent 2. Сега, иако не се потребни те клетки, сепак цитокините кои се создадени од тие хелпер клетки може да помогнат за пролиферација и за класно превклучување и за односно и диференцијација на клетки. Значи не се потребни те клетки, но те клетки можат да помогнат. Сега да видиме како се одвива T-dependent Б клеточна активација. Значи Т зависна. Да речеме дека овде имаме мембрана на една Б клетка и на нејзе имаме антитело. Така, значи имаме повеќе антитела, овдека има и други комплекси кои ја не ги цртам. И сега на ова антитело се прикачило антиген, можеби овој антиген направил крос-линкинг на едно-две антитела и при тоа нели ќе се прати сигнал. Но овој сигнал не е доволно силен за да овозможи Б клеточна активација. Ќе се пратат исто така и други сигнали кои ќе објаснам за што се. При тоа ќе се добие сигнал за овој комплекс да се интернализира. Значи ќе се добие сигнал за овој комплекс да се интернализира. Тоа што ќе се добие ќе биде нели везикула внатре со антителото прикачено нејзе, антигенот овде. Така, антителото ќе се рециклира назад. Го имаме овдека прикачено. Ова се детално го објаснувам кога зборам за МХЦ, додека антигенот ќе биде преработен. Нели? И сега овој антиген ќе треба да биде презентиран на МХЦ класа 2. Зошто? Бидејќи го внесовме преку ендоцитоза. И затоа ќе презентираме на МХЦ класа 2. Овој вториот сигнал, што реков дека се праќа, овој овде, всушност служи за клетката да зголеми експресија на МХЦ класа 2 молекули, но исто така и на костимулаторни молекули, како B7. И сега клетката всушност ќе почне да создава повеќе МХЦ класа 2 и повеќе B7 молекули, B7-1 и B7-2. Сега антигенот ќе биде презентиран на МХЦ класа 2. Ќе бележиме вака, не знам, со виолетова боја нека биде. Додека исто така ќе имаме и зголемено присуство на B7 костимулаторни молекули, кои ќе ги бележиме на следниот начин. Че овие се
B7, ова е МХC класа 2. Сега, интересно е дека Б клетката во однос на дендридиските или макрофагите е всушност многу добра антиген презентирачка клетка кога има многу малку антиген. Значи, овдека реков дека се врзува со антиген, но бидејќи се врзува специфично, тоа значи дека и при мало количество на антиген, да речеме само 4 молекули, сум нацртал, би можело да се врзе. Така, значи и при мало количество, така, значи мало С ќе бележам, како концентрација не е битно, се врзува. Додека, ако имавме некоја дендридична клетка, ќе бележиме овдека, ако имавме некоја дендридична клетка, таа за да се врзе со антиген, треба да има многу големо количество на антиген. Океј, и затоа Б клетката, некогаш викаме дека е многу добра антиген презентирачка клетка при мало количество на антиген. Значи Б е добра антиген презентирачка клетка, односно антиген презентинг сел, при мало количество С на антиген. Значи тоа е многу битно. Зошто? Бидејќи имаме специфично антитело кое го врзува дури и при мала концентрација. Сега ќе идеме овдека на страна. Што имаме сега овде на сликава? Значи првично гледаме тоа претходно што го видовме. Кога имаме Б клетка која е активирана од антиген, таа зголемува експресија на МХC, класа 2 во овој случај, и на B7 костимулаторен лигант. Океј, но исто така и на молекулава CD40. Сега, оваа Б клетка налетува на Т клетка која има специфичен Т-клеточен рецептор за тој даден антиген. И ова ќе биде всушност прв сигнал за Т-клетката. Океј. Исто така, ќе имаме поврзување на костимулаторите молекули, односно B7 ќе се врзе со CD28, кој го имавме на Т-клетката. Океј, тоа ќе биде вториот сигнал за Т-клетката. Во овој момент Т-клетката се активира. Океј, значи Т-клетката сега е активирана и она кога е активирана почнува да ослободува цитокини, значи почнува да ослободува цитокини, нека се ги бележам со виолетова боја, значи почнува да ослободува цитокини и исто така почнува да создава една молекула која е CD40 лигант, тоест протеинска молекула на својата површина. Значи дека создава молекула која се нарекува CD40 лигант, односно лигант за CD40. Океј. И тоа кога ќе се поврзе, тоа е всушност вториот сигнал за Б клетката. Океј. Бидејќи Б клетката првиот сигнал за нејзе беше самото поврзување на антигенот со антителото, сега добива и втор сигнал. Значи првиот сигнал беше антиген антитело и сега го добива и вториот сигнал и сега Б клеткава се активира. Океј. Сега кога е активирана Б клеткава, она почнува на својата површина да создава цитокински рецептори. Значи таа сега на својата површина почнува да создава цитокински рецептори или ја ќе бележам како интерлеукин рецептори. Океј, сега од кога е активирана? Значи овдека имавме активација поради добивање на два сигнали, еден од CD40, другиот сигнал е од самото антитело. И сега зголемува секреција, односно експресија на гените кои прават интерлеукински рецептори. И тие интерлеукински рецептори сега се поврзуваат со цитокините, нели, кои беа излачени од Т-клетката. И сега имаме поврзување. И кога тоа ќе се случи, оваа Б клетка, сега освен што е активирана, сега таа ќе почне да пролиферира, да се диференцира, но исто така ќе овозможи овие цитокини и клас switching, бидејќи цитокините беа потребни за клас switching. И сега оваа клетка, добро, ќе се добие плазма, ќе се добие мемориска клетка, ќе почне да секретира антитела кои ќе бидат соодветни за дадениот патоген, бидејќи добила сигнал од самите цитокини да влезе, да се активира и плюс да изврши клас switching. И ќе видиме сега, ќе ставам некои убави слики како ова е прикажано, но тоа е главниот концепт. Значи се преврзува со Т-клетка, Т-клетката се активира, од која ќе се активира Т-клетката,
Т клетка излачува цитокини и CD40L. Тоа ја активира Б клетката. Б клетката зголемува создавање на интерлеукински рецептори, односно на цитокински рецептори. И сега, кога цитокините ќе и пратат всушност на некој си начин трет сигнал, она ќе може и да се диференцира и да пролиферира и да изврши и клас switching, односно да прави имуноглобулини со одреден тежок ланец. И сега ќе разгледаме само некои слики како за крај. Значи вака, ако имаме еден моновалентен антиген, така, сега не е овде убаво прикажано, еден нема да направи крослинкинг, но ако се повеќе прикачени, може да ги донесат антителата едно до друго. Океј? А овдека се и тото прикачено на едно, но океј, нема врска. Преска објасно, не се надам кога свативте. И овдека го имаме сигнализацијата како идеше СРЦ, значи ќе дојдат поблизу, СРЦ киназите ќе стават фосфори, нив ќе се прикачат сика, ќе станат активни СРЦ киназите, на нив ќе му стават фосфори и после он всушност ќе активира други, ќе ги активира БТК, БЛНК, ПЛЦ ќе влијаше врз ПИП, ќе се добиеше диацилглицерол и инозитил трифосфат. Диацилглицеролот ќе влијаеше врз ПКЦ, не е тука прикажано, ја на страна го напишав. ПКЦ кој што ќе активира НФКБ, инозитил трифосфат ќе влијаеше врз ендоплазматичниот ретикулум. Тука ќе имавме ГЕФ, ово идеше всушност овдека преку грб, како беше 2, SOS, и тие се активира, и тие заедно со ГЕФ, small G proteins, тоа беа рак, и тие исто така влијаат врз МАП, рак, па РАФ, па МЕК, па МАП, влијае врз МАП киназата и активира други транскрипцијски фактори. Овдека имаме како изгледа, немратски имуноглобулин заедно со C3B, ова беше CR2, така добро е овдека лево е бележан. Ќе влијаше врз антигенот, се врзуваше со деградациони продукти C3B, како што е C3D, и така натаму. Значи, оваа слика, и ако идеме овде десно, тоа да одзумираме малце, гледаме те зависно и те независни антигени. Значи, тоа претходно што го објаснувавме, те зависни се врзуваат едно антитело, океј, може да врзат повеќе, не мора да значи дека не може, но те независните прават многу големо крослинкинг. Значи, крослинкингот е многу голем. Многу антитела зафаќаат и поради тоа има многу силен одговор. Но, тие плазмаклетки се добијат, ќе имаат низок афинитет имуноглобулините, ќе имаат кратко ќе живеат и плазмаклетките и имуноглобулините, така натаму. Овдека гледаме дека и toll-like рецепторот со неговите TIR, дека беа TIR домени, влијае врз сигнализирањето. И овдека на крај имаме само ова, на крај што го зборевме, само убаво прикажано низ слики, еднака поголе. Прв сигнал с голема експресија на МХЦ, на CD40, да се поврзе, ќе имаме поврзување, ќе се добие втор сигнал, така ќе се добие втор сигнал. Овдека исто времено ова и лачи цитокини, дека не лачи и овде. Значи овдека почнува да лачи цитокини, с голема експресија на цитокински рецептори, се прикачат цитокините, ќе имаме активирана Б клетка пролиферација и плюс клас switching. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Имаше прилично многу информации во ова видео, значи не дека беше мало, но го поминавме. Тоа беше се и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.